Во Основниот суд Тетово и овој четврток рочиште за повторното судење за пожарот во модуларната болница што се случи на 8.9.2021 година, каде што животот го загубија 14 пациенти кои се лекуваа од COVID-19. Пред да започне повторното судење, семејствата на жртвите рекоа дека целата јавност знае дека има сериозни докази за пропусти при изградбата на модуларната болница, кои би можеле да бидат единствените причини за пожарот. Семејствата побараа да се формира независен тим кој ќе ги разгледа сите аспекти на случајот, вклучително и евентуалното одолговлекување на постапката од страна на обвинителите, да се гарантира дека судската постапка ќе се води без партиско или бизнис влијание, да се обезбеди транспарентност и отчетност во работата согласно законските обврски. Германското вештачење треба да биде клучен доказ во оваа истрага. Gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshimin gjatë ndërtimit të spitalit modular, të cilin mund të jetë arsyeja e vetme për shpërthimin e zjarrit. Kjo u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, një dëshmi e pavarur e zjarrit. Kjo dhe e pabesueshme e cila për fat të keq u refuzua nga prokuroria. Prandaj, i nderuar e Lupço, si tetovar, ju më së miri e kuptoni dhimbjen dhe zemërimin e familjave të viktimave dhe të gjithë komuniteti. Kjo nuk është vetëm një çështje ligjore. Kjo është një detyrim moral ndaj atyre që i humbën, por edhe ndaj të gjithë qytetarëve që sot jetojnë në frikë se një tragjedi e tillë mund të përsëritet, ndërsa askush nuk do të mban përgjegjësi. Është koha që dikush të merr përgjegjësi, është koha që drejtësia të del nga sirtari. Si familjar të viktimave kërkojmë nga ju të rihapet hetimi për të gjithë fajtorët e vërtet të zjarrit në spitalin modular në Tetovo. На денешното рочиште повторно беа сослушани вештаците Ирфан Шакири, електроинженер, и Рубин Бошковски, вештак од МВР во секторот кримтехника. Ирфан Шакири на распитот говореше за инсталацијата на струјата, подвлекувајќи дека истата ја поставиле двајца вработени во Тетовската клиничка болница без шема и без никакви стандарди било направено приклучувањето на струјата од главниот трансформатор до модуларната болница, а како резултат на поставувањето на многу уреди на продолжениот кабел, подоцна настанал краток спој пошто дошло до пожар, и експертот Рубин Бошковски рече дека според анализите модуларниот објект е изграден со лесно запаливи материјали. Рочиштето продолжи со распит на други сведоци. На рочиштето повторно беа поставени прашања за недостиг на противпожарни апарати. На обвинителна клупа се поранешниот директор на Тетовската болница Флорин Бесими и организациониот директор Артан Етеми. Закажани се 3 последователни рочишта на 8 април, 22 и 28 април.